Сиромаштијата може да тропне на секоја врата, зашто македонската економија не може соодветно да се справи со последиците од пандемијата и намалениот економски раст, вели последниот извештај на Светска банка за Македонија. Владините програми за поддршка на компаниите и граѓаните имаат влијание врз работниците и фирмите, но фискалниот простор се стесни со тоа што нивото на долг се доближи до 60% од бруто домашниот производ. Се вели во извештајот. Во контекст на ова, економските аналитичари предупредуваат дека економијата се соочува со рецесија каква немало 20 години. Овој процент сам по себе не кажува дека е добро или е лоша состојбата во македонското стопанство, туку значи дека треба да се внимава да не се претера со презадолжувањето. Иако оваа власт практикува така наречен дарежлив концепт за поддршка на граѓаните и економијата, на долги патеки тој е неодржлив и мора да се бара начин за раст и нови вработувања и во услови на COVID-19. Предупредуваат од Светска банка, која би била добрата вест во кои услови државата може да го врати развојниот економски раст. Условот е да се излезе од оваа криза поврзана со пандемијата и да се почне нормално да се работи. Ова сега што се случува кај нас не е нормално нешто, ова е нешто и невидено за наши услови, па и за светски размери, бидејќи ова ги погодува сите земји, меѓутоа оние појаките се поотпорни. Добро во целата работа е што банкарскиот систем останува стабилен и покрај банкротот на Евростандард банката, а инфлацијата останува ниска и на стабилните 0,5%, се вели во извештајот на Светска банка за Македонија.